clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has none to save the day. He truly feels and not the world. Oh, one who kneels. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Big level. Oh no. Oh, baby, not me. Trust me. I did it my way. Добро вечер на сите кои што сте денес присутни на четвртиот поред избор мажи на годината во Македонија. Изминатата година беше навистина тешка. Година со многу предизвици и морам да кажам дека сум пресреќен што имаме можност денес да сме тука и да се дружиме како што ни доликува. Како што веќе со сигурност знаете, изборот мажи на годината е настан кој што се организира со цел да ги обедини и поврзе на едно место најуспешните мажи во Македонија, да ги промовира добрите навики и успеси кои ќе бидат вистински мотив за секој од нас. Овој настан има за цел да го подигне квалитетот на животот и личниот развој на секој од нас, истовремено оставајќи позитивна слика во јавност. Пред да продолжиме со официјалниот дел, јас би сакал да ја поканам на сцената Мија Костова, мојата денешна партнерка, дамата која е дел од овој настан уште од самиот почеток. Мија, добре ми дојде. Стварно си джентлмен. Ако се превртев овде сега, ќе забораваа порталите на мажот на годината. Немаше да дозволам да се преврти. Добро вечер и од мене, почитувани гости. Навистина сум среќна што сме повторно заедно. Особено сум среќна затоа што ве гледам пред мене, со оглед на тоа што ако паметите лани имавме едно студиско издание на мажот на годината, искрено да ви кажам, има малку трема и ми недостигаше вашиот аплауз. Да го чуеме. И оваа година го продолжуваме нашиот пат да ги промовираме успесите на 13 најуспешни мажи во нашата држава. Најнапред, пред почетокот на официјалниот дел, би сакала да се заблагодарам на Gentleman Magazine и Friday Комуникации кои го организираат овој настан, кој се одржува во повеќе од 70 држави низ светот, настан кој привлекува големо внимание во јавноста. Сакаме да се заблагодариме и на нашите спонзори, без кои овој настан не би бил нормално тоа што е. Ви благодариме на поддршката која ни ја давате низ годините. 13 категории, 13 успешни мажи и еден кој ќе ја понесе титулата Маж на годината за 2021 година. Вечерва ги бираме најуспешните мажи за 2021. И пријатели, ве уверувам дека ќе имате една совршена вечер. Категориите во кои што вечерва ќе доделиме признание се: менаџер на годината, млад менаџер на годината до 30 години, маж менаџер на годината до 40 години, странец маж на годината, маж со голем придонес во културата, маж со најголем придонес во спортот, маж со најдобар стил, маж во избор на социјалните мрежи, маж со најголем придонес во општеството, маж со трајни вредности, маж на годината во избор на организаторите, хедонист на годината и главната награда Маж на годината за 2021 година. Премногу маж слушнав, но ние мажите не би биле мажи без жените. Еден аплауз за вас, ве молам.
И сега веќе може да почнеме. Првата награда вечерва традиционално ја доделуваме на успешните менаџери на компании, институции или пак владини представници кои навистина умешно го градат имиџот за себе и за институцијата или компанијата која ја представуваат. Оваа награда е за оној кој инспирира, оној чија извонредна визија ја подигнува компанијата на едно сосема друго ниво на успех. Оваа година награда за менаџер на годината оди во рацете на Горан Светинов, човекот кој успеа да ја изгради компанијата во лидер во својата област долги години поред. Почитуван Горан, ве покануваме на сцената. Благодарам за наградата. Ве поздравувам сите. Убаво е кога имате некој кој ве инспирира, мотивира, поттикнува и предизвикува да бидете секој ден подобар и да негувате добри навики. Јас оваа награда ќе ја посветам на сите оние кои што ме поттикнуваат, предизвикуваат, мотивираат и инспирираат, моето семејство и моите колеги. Ви благодарам. Благодарност до Горан. Ви посакуваме уште поголеми успеси и понатаму, господине. Следната награда, што оваа вечер ќе ја доделиме, е за најуспешниот млад менаџер на годината. Оваа категорија е создадена за млади мажи менаџери помлади од 30 години, кои пленат со својата смелост, амбиција и предприемачки дух. Да се биде млад и успешен во нашето општество е мотив за сите и за тоа треба да се оддаде почит. Светото станува на младите, не рекле за џабе. Оваа награда за млад менаџер на годината за 2021 година оди во рацете на Игор Милановиќ, кој со својот тим и покрај сите предизвици успеа да ја оддржи компанијата на едно завидно ниво на македонскиот пазар. Да се добие ваква награда во вакво време за мене представува вистинско достигнување. Позади нас е година која што беше тешка, со огромни предизвици и препреки, но ние сепак успеавме да останеме доследни до нашите крајни корисници. Огромна благодарност до мојата компанија, како и до организаторот Мажи на годината. Ви благодарам за огромната поддршка и останете во добро здравје. Маж странец во Македонија. Оваа награда представува признание на сите странски менаџери, представници на организации и амбасадори кои работат и творат во нашата држава. Да сме искрени и реални, овој човек остави изминатава година голем белег во нашето општество. Преку неговата визија и напорна работа се реализираа голем број проекти. Грижа за екологијата, за животната средина, грижа за луѓето, грижа за општеството и човек кој неуморно се труди Македонија да стане земја со свесно и културно општество. Маж странец на годината во Македонија, господин Дейвид Гер. Very honored by this award. But you know, I'm just the head of the team of 77 people who work for the European Union's delegation here. People who are dedicated, working day to day, month to month, year to year, to see North Macedonia in the European Union and see the European Union in North Macedonia. So I'd really like to dedicate this award to them and to say that this will inspire me and them to do more so that we can see North Macedonia advance rapidly on its road to taking its seat in the European Union. Thank you to all of you. Congratulations. Му честитаме на господинот Девид и продолжуваме понатаму. Следнава категорија за мене лично, а и за сите вас представува посебна, бидејќи се доделува на оние кои што придонеле најмногу во нашето општество. Почитувани гости, наградата за маж на годината за 2021 година со најголем придонес во општеството оди во рацете на доктор Сашко Јовев. Човек кој за прв пат направи успешна трансплантација на срце во нашата држава и тоа не само еднаш. Честитки. Благодарам. Почитувани присутни, би сакал да упатам бескрајна благодарност до екипата која што ме номинираше за оваа награда
и до екипата која што ме избра да бидам добитник на оваа престижна награда. Исто така би сакал да упатам бескрена благодарност до своето семејство, сопругата и ќерката кои што ме поддржуваа сите овие години во својот напорен труд. Нема зборови кои што би можеле да искажат благодарноста генерално, исто како што и нема зборови кои што може да го опишат чувството кога ќе подарите живот. Јас сонував, меѓутоа работата и хуманоста се единствениот јазик што го познавам и единствениот јазик на кој што ги учам своите помлади, и како што некој во минатиот век кажа, не е важно што државата направила за вас, важно е што вие ќе направите за државата. Ние се усовршуваме постојано, а да се усовршиме, треба да се менуваме, а да станеме перфектни, изгледа дека треба многу да се менуваме. Во секој случај, голема ми е чест што ја добијам оваа награда, среќен сум, ви благодарам и имајте убава вечер. Уживајте. Сега може да си продолжиме понатаму. Да се изгледа добро е особина на оние големите луѓе. Тоа ја дава целината, односно финесата за вистинските джентлмени и успешни мажи. Да се биде секогаш на ниво е нешто што секој треба да го практикува. Оваа награда ќе го препознае мажот кој навистина води грижа за себе си. Личност која инспирира со чувството за стил. Можеме да кажеме дека изборот во оваа категорија е секогаш тесен, знаејќи дека голем дел од македонските мажи знаат да се облекуваат добро. Но, сепак наш победник за оваа година и наградата за маж со стил за 2021 година оди во рацете на уште еден доктор. Овој пат тоа е доктор Злате Мехмедовиќ. Стварно е моја, така пишува. Може вака? Да, ќе ми дозволите само да ви пренесам зошто ми е драга оваа награда. Посебно денес, ова што го добивам, зошто ми е важно. Во текот на вчерашниот ден си излегов, пошто денес има настан, да си купам кондори, нели се враќам дома и жена ми вика, аман, дека од тие твои кондори нема кај да ги ставаш, што е вистина. Од плакарот 8 дела се мои, 2 се на жена ми и на ќерка ми, и стварно нема веќе место за ништо што повеќе да се стави тамо, ама маче вредеше, нели? Ви благодарам за поддршката, ви благодарам за номинацијата и за наградата, навистина ми е чест голема. Ти благодариме. А ние продолжуваме понатаму. Знаеме дека сите тука, дека нашата јавност знае да биде навистина критична и нели тоа е за почит. Традиционално го бираме мажот на годината според социјалните медиуми, каде што секој од вас може да гласа. Оваа награда ја заслужи во целост Борче Стаменов. Овој човек во последните неколку години неуморно се бори за да може секое дете да добие свој компјутер. Ние му честитаме, Борче од оправдани причини не е тука. Секоја чест, Борче, да си жив и здрав. Уживањето во спортските успеси некако станува наша навика во последниве години. Нешто на кое не бевме навикнати годиниве наназад. Следната категорија е маж со најголем придонес во спортот. Придонес во спортот е значаен придонес за целото општество и носи големи радости за сите нас.
Успехот во спортот е успех на Македонија и заслужува да биде дел од посебни почести. Оваа награда годинава ја добива председателот на Фудбалската федерација на Македонија, господин Муамед Сејдини, човекот кој придонесува за развој на фудбалот кај нас на едно друго европско и светско ниво. Мора да признаете дека му успева. Знаете како, многумина сакаат да зборуваат за тоа што би требало или што сме можеле да направиме. Фудбалската федерација на Македонија одлучи дека зборовите нема да останат без дела. Во име на председателот на Фудбалската федерација на Македонија Муамед Сејдини упатувам благодарност за признанието, маж на годината посветено на сите мажи на годината кога е во прашање фудбалот, тоа е нашата македонска репрезентација. Верувајте во неа, подготвени се за нови големи работи. Благодарам. Задоволството е нели на сите нас. Посекуваме многу успеси и радости за целата држава и понатаму. Тука некаде сме на половина од наградите. Следна наред е категоријата маж со најголем придонес во културата, а потоа малку повторно ќе одмориме. Придонесот во културата е значаен придонес во општеството и заслужува огромна благодарност. Филм, театар, музика, уметност. Да се биде успешен во овој сегмент е навистина голем успех. Успехот на уметниците е успех за Македонија на секаде низ светот. Почитувани гости, овој господин придонесува за промоцијата на Македонија во светот преку филмскиот фестивал Манаки и преку својот филмски ангажман на неколку проекти. Човек со стил во филмската индустрија, мој многу драг колега. Дами и господа, Симеон Мони Дамевски. Огромна чест ми е да ја добијам оваа награда, особено во едно вакво помалку лудо време во кое живееме, кога е многу тешко или вистински предизвик да се остане джентлмен. До толку повеќе постоењето на Джентлмен магазин и оваа емисија во оваа време е побитна за нас. И до толку е поголема и поважна оваа награда за мене затоа што ја делам или сум дел од група на добитници кои имаат исклучителни достигнувања на полето во кое тие работат. Она што би сакал да го кажам во оваа прилика е дека трите најголеми награди што сум ги добил во животот се награди кои што сум ги добил за проекти кога секогаш приоритет ми било на другите да им е поубаво или полесно. И дотолку оваа награда е поголем поттик за мене в година да направиме уште поголем, поексплозивен и повозбудлив фестивал. Се гледаме на Манаки, се надевам дека многумина од вас ќе дојдат да уживаат во она што го спремаме за година. Поздрав! Muchacho. Tírense, muchacho. Продолжуваме понатаму со последните неколку награди за вечерва. Менаџер на годината до 40 години, визионери и бизнисмени кои го менуваат начинот на кој се прават работите. Наградата за маж на годината, менаџер на годината до 40 години, оди во рацете на Војтан Карапетковски. А ти го вижбав презимето 2-3 пати. А и повисок сум, тоа е добро. Да. Добра вечер, драги дами и господа. Најнапред би сакал да се завлагодарам на организаторите на овој прекрасен настан, кои ни овозможија и нам мажите да имаме еден ден во годината право на глас. Навистина ми е драго да ја прифатам оваа награда,
која што кажува дека сум менаџер на годината до 40 години и укажува на тоа дека сум уште млад и дека треба да работам многу повеќе и да придонесам многу повеќе. Верувам дека сопругата не се согласува баш со ова. Ја користам оваа прилика да и се заблагодарам за цело разбирање сите овие години и воедно да се заблагодарам до бабата и дедото кои што ни ја чуваат керкичката дома, па ние имаме можност вечерва прописно да се забавуваме. Марко, Мартин и до цел тим организацијски, навистина ви благодарам, ми значи. Честитки во еден. Следно, дами и господа, е хедонист на годината. Хедонизмот е, нели, сите знаеме тука дека хедонизмот е една цела филозофија. Хедонизмот честопати го врзуваат со материјалното, но ние знаеме дека хедонизмот е состојба на умот. Да се биде хедонист значи да знаеш да перцепираш и да уживаш. Неговото мото е слави го животот во секоја прилика и секој ден или живеј го животот до последен здив. Човек кој ужива во убавите нешта, ужива во летањето. Страстно ужива давајќи им нов живот на ретки антиквитети од Баухаус стилот. Поседува и реставрира летка колекција на велосипеди. Има повеќе од 20. Страстен фотограф, сака добри филмови, храна и добро виски. Вели, доколку не ме цензурирате, релаксацијата и енергијата ја генерира во водењето љубов. Наградата за хедонист на годината оди во рацете на Ламбро Патче. Човек кој во само 4 децении ќе достаса до завидни, престижни и професионални позиции. Ламбро, честитки. Голема благодарност до Мартин, до Марко, значи и до целиот тим, кој да ви каже дека оваа награда не ми значи многу. Живееме во едно време, невреме, во кое што има толку многу голема бука, толку многу социјални медиуми, толку перфектни слики, да едноставно забораваме да се радуваме на малите нешта. Орсон Велс во 1941 во Граѓанинот Кейн ке не научи, ке ни каже дека колку и да имате богатства, колку и да имате слава, колку и да сте високо на врвот, ке заборавите дека една најобична санка може да ви израдува, една обична санка може да ви го направи целиот живот и да ви го флипне целиот начин на размислување. Кога последен пат сте правеле ангели на снегот, кога сте воделе љубов на автопат, кога последен пат сте ја виделе Aurealis Borealis. Значи, едноставно да се биде хедонист на мојот начин значи дека треба постојано да барате нешто што ќе направи нешто многу добро за другите, нешто многу прекрасно и нешто многу поубаво од само да се свртиш на себе си. Бара многу одрекувања. Треба да се биде перфектен татко, треба да се биде перфектен сопруг, треба да се биде перфектен пријател, перфектен колега. Ви посакувам на сите, барајте ги убавите нешта и правете убави нешта. Бидете храбри и сонувајте што повеќе. Ви благодарам на сите. Полека стасавме до последните 3 награди. Следна на ред е наградата за маж со трајни вредности. Оваа категорија е за оние мажи кои оставиле перманентни или трајни вредности во животот. Мажи на кои секој треба да се угледа, мажи кои направиле многу како за себе, така и за општеството. Овој човек секако важи за джентлмен, ама важи и за подвижна музичка енциклопедија. Кога ќе помислам на неговиот глас, помислувам на едно убаво детство. Господин Драган Б.С. Костич. Маж со трајни вредности. Пријателки и пријатели, денки дебели, високи и ниски, црни, бели, различни, исти, далечни, блиски, дами и господа, добра вечер. А оние кои не знаат, јас сум Драган Б.С. Костич. Едукатор, информатор, забавувач, наратор, новинар, радио и телевизиски водител, писател. Ако погледнам назад и се прашам зошто сум на оваа сцена и зошто го добивам ова, дали тоа заслужено, не знам. Знаат организаторите, знаат многумина кои го следат тоа што го работам. Ќе погледам назад. Преку 14.000 најмалку двочасовни радио емисии.
безбројни телевизиски програми до последната БС точка. Многумина од вас можеби не биле родени кога тие емисии биле популарни како Поп албум или Пријатели добар ден, Гего и Цветко, Радио Урнебес, Чарт файл, Кавервил, заборави ако можеш, Диско селектор. И мислам дека сето тоа треба да се заокружи, ако сум рекол дека сум наратор, со една убава анекдота, која секому од вас во овој миг можеби не му значи се, но за некоја година ќе ви значи, бидете сигурни. Пред некоја година минувам покрај Макдоналд ресторанот некогашниот, со сопругата и брзаме на некоја семејна прослава, мислам дека беа тој Мекици. Поминува покрај мене една жена, сериозна, возрастна жена, наеднаш се насмевнува и имели: добар ден, господине Петар Пан. Ги погледнав жената, си реков: нити имам зелени чевли, нити имам зелено капче, нити зелена облека, а ниту звончица ми стои на раме, иако жена ми е покрај мене. И си замина жената. Јас стоев збунет, застана, се заврата и ми рече: збунети сте? Ќе ви кажам нешто. Секој од нас дневно барем еднаш гледа во гледалото и ја види грдата слика на реалноста, која не сака да ја гледа. Затоа се враќаме во некое друго време, во некое друго минато, кога бевме млади, убави, здрави, пријатели околу нас, други времења, можеби посиромашно, но поубаво. Се враќаме во минатото, кога Петар Пан, неизраснатото дете во нас, го прави тоа. Е, тоа сте вие за нас, кога ќе ви чуеме глас или кога ќе видиме ваша слика. И благодарам на таа жена. Знаете што? Обично младите велат: во наше време. Не заборавајте да им кажете: тоа што сте вие, бевме и ние. Тоа што сме ние, ќе бидете еден ден и вие. Од еднината не се бега, каква таква запишана е. Од минатото може да го одберете доброто или лошото за спомени. Затоа, чувајте го тој Петар Пан во вас. Кога и да е, ќе ви потреба да ве врати во некој друго време. Ви благодарам за оваа награда и вам исто. Секој ви Ви благодариме. И пред самиот крај продолжуваме со наградата за маж на годината според организаторите. Оваа награда ја доделуваат организаторите на овој настан, Gentleman Magazine и Friday Комуникации. Оваа награда, според организаторите на мажи на годината, ќе оди во рацете на човекот кој ни го донесе среброто од Олимписките игри во Токио. Дами и господа, теквондистот Дејан Ѓоргиевски. Сите, им благодарам на организаторите за оваа награда. Само се заблагодарам на сите за огромната подршка што добивам од сите вас. Оваа награда е лично за мене, но успехот што го направив јас, тој не е само за мене, тој е за сите вас и за целата наша држава, за Македонија. Ви благодарам на сите, имајте убава вечер. Welcome, bienvenuti, bienvenu. Добро дошли, добре дојдовте на најдоброто. Сте слушнале, ви зборувале, некои виделе, некои ќе видат и пак, но запомнете, тоа што се случува овде, останува само овде. Драги мои, животот е кабаре и секој во него ја гледа својата животна улога, а на вас останува, дали ќе ни дадете аплауз? Или ќе бидеме извиркани? Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz. Slick your hair and wear the buckled shoes. And all that jazz, it's gonna fall apart, it's gonna blow the blues. And all that jazz, come on, we're gonna burn it hot. About some aspirin, that you're not a drug. It has a nightly home, but there's a nightly brawl. And all that is a little time blue. I'm melting away. I'm gonna make a brand new start of it. In old New York, and if I make it there,
I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. I'm feeling good, yeah. I'm feeling good, I'm feeling good, I'm feeling good, yeah. Stars when you shine, you know what I mean, don't you know? Sands of the barn, you know how I feel. Freedom is mine, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me, and I'm feeling good, and I'm feeling good. Ladies and gentlemen, introducing the silver-tongued prince of the courtroom, the one, the only, Żarko Dymowski! I don't care about expensive things, cashmere coats and diamond rings, don't mean a thing. All I care about is love, that's what I'm here for. I don't care for wearing silk cravats, ruby studs, and satin spats, don't mean nothing. All I care about is love. Give me two eyes of blue, softly say, I need you. Let me see you standing there, and honest, mister, I'm a millionaire. Fronti a te, oh sole mio, sta fronti a te, sta fronti a te. Почитувани гости, полека, но сигурно успеавме да стигнеме и до последната награда за оваа вечер. А тоа е главната награда Маж на годината за 2021 година. Колку звучи мощно да се биде најдобар помеѓу најдобрите, да се биде успешен на личен и професионален план, да се биде маж кој допринесува за општеството, да се биде маж кој секогаш води грижа за себе и да се биде маж кој вложува и инвестира постојано. Оваа награда е за маж во чие делување и однесување се обединети сите вредности од различни категории, како и сите оние вредности за кои оваа манифестација се залага. Мија, знаеш ли ти кој е мажот на годината? Па, само што ми јавија од организација дека ни тој самиот не знае дека е маж на годината и дека и покрај тоа што е тука, не е свесен дека ќе треба уште еднаш да се качи на сцена. Значи е некој од вие што веќе бевте на сцената. Дами и господа, да не правиме многу драми затоа што драмата е веќе направена. Го поканувам на сцена да се качи господинот Сашко Јовев.
Јас не знам што да кажам, останав speechless. Немам резервен говор, така да ќе се снаоѓам сега. Значи, не, навистина ме трогнавте, навистина ме изненадивте, навистина го исчарджавте моево срце и ме наполнивте душата. Не знам што да кажам, знаете. Велат секој... Велат секој има, вика, everyone has his own day in the life, секој има свој ден во животот, изгледа дефинитивно оваа вечер мојот ден во животот. Ви благодарам бескрено на сите, Мартин и Марко, ви благодарам бескрено, Жарет, и ви благодарам на сите, да се биде ова и да се добие оваа последна награда помеѓу ова елитно друштво, помеѓу овие прекрасни луѓе кои што секој на свој начин е екстремно успешен. Јас немам зборови, како што пред малку кажав. Едноставно зборови нема, не постојат зборови. Ви благодарам бескрајно, да останеме джентълмени во душа и во однесување. Имајте убава вечер, се најубаво, ви благодарам на сите. Честитки. Имам само уште едно прашање, Жарко, за тебе. Дали морам ја да испеам нешто, пошто не би било проблем? Доколку сакаш слободно. Мала. Драги мои, тука завршува официјалниот дел на Мажи на годината 2021. Се надевам дека ги задоволивме вашите очекувања. Ќе ги замолам сите оние кои добија статуетки да се качат тука на сцената за да направиме една убава фотографија. Се гледаме до година, ви посакувам пријатна вечер.